Помина и самитот во Давос. Дали средбите или обидите за средби на најмоćните луѓе во светот ја разбистрија барем малку геополитичката состојба? Дали сме сведоци на почетокот на крајот или крајот на почетокот на геополитичко редефинирање на светот? Пораките и случувањата во Давос ке ги анализираме од аспект на геополитичките случувања, но и од аспект на економијата и инвестициите. Гости во подкастот се универзитетскиот професор Александар Спасов и првиот човек на инвестицијскиот фонд Опфолио Васко Богдановски. Гледајте не. Да, како што најавив, централна тема ќе ни биде оноа што се случуваше во Давос, веќе полека што се вика прашината слегна, веќе и се заборава оние пораки што се испратија од таму, малце помалку се зборуваше за економските аспекти, многу повеќе за политичките, односно за некого за жал, за некого за среќа, доминацијата таму ја украде или главен на шоуто беше американскиот претседател Доналд Трамп, но исто така, да бидеме искрени, беше исто така и канадскиот премиер со своето излагање, каде што ги повика оние средни сили да се здружат против големите сили, велесилите, односно да дадат отпор со своја организација, па сега гледаме дека овие денови Трамп дополнително се заканува на Канада, односно си ја гледа како 51-ва држава, сојузна федерална држава на Соединетите Американски држави. Значи, ќе зборуваме малце за политика во Давос, но повеќе исто така и за економија. И како што најавив, гости ми се универзитетскиот професор Александар Спасов. Добре дојдовте. Благодарам за поканата. И Васко Богдановски, Опфолио инвестиции од Битола. Благодарам. Така. Значи, ќе одиме малце првен со политиката, ќе одиме со господинот Спасов. Ајде, кој беше главниот геополитички сигнал од Давос оваа година? Видовме што се случуваше, имаше подолга пресконференција. Трамп дојде, задоцни, па дојде, па не сака да се сретнат со него, му помегнаа, него чека, па имаше оние шеги на сметка на Макрон и неговите очила, но вие како универзитетски професор што се занимава со геополитика и односите, например, Европска унија, Соединетите Американски држави, што ги познава тие релации, како ќе го сублимирате Давос од поглед на геополитичките случувања? Давос е веројатно настанот кој што го покажа само она што подолго време се случува. Се разбира, јас тоа и го имам претходно истакнато, на појавно ниво секогаш таков тип на големи настани се доживуваат како момент кога се прекршуваат работите и веројатно за поголемиот дел од јавноста и е така, бидејќи тогаш работите излегуваат на површина и секој може да види, да слушне што се зборува. Меѓутоа, тоа што се случува во појавноста всушност е резултат на процеси кои што претходно се одвиваат и на крајот се користат такви прилики како што е Давос, како што е Минхенската безбедносна конференција, порано сега помалку Генералното собрание на Обединетите нации, нели, секоја година и така натаму, за тие работи јавно да се артикулираат. Она што го видовме во Давос, накратко кажано, е дека постојниот меѓународен поредок дефинитивно се менува или веќе се променил. Тоа не значи дека постои нов меѓународен поредок, тоа значи дека оној меѓународен поредок на кој што сме навикнати после Втората светска војна дефинитивно се менува. Не можеме да кажеме не постои, меѓутоа добар дел од него веќе е ирелевантен не само за иднината, туку и за сегашноста. Зошто? Прво, треба да се навратиме на поредокот за кој толку многу се зборува. Постоја по Втората светска војна два поредока, еден кој што ги опфаќаше сите, тоа е системот на Обединетите нации, каде што централен документ беше повелбата на Обединетите нации, врз која што се заснова меѓународното право и каде што акцент се ставаше на
суверената еднаквост на државите, односно суверените, рашењата на суверенитетот, територијалниот интегритет, не мешањето во внатрешните работи. Значи, тоа е во суштина основните принципи на меѓународното право, односно на Повелбата на Обединетите нации. И вториот поредок беше поредокот создаден од Западот под водство на Соединетите Американски држави, со оглед на тоа што Соединетите Американски држави не само што беа една од земите победнички во Втората светска војна, туку и беа најмалку оштетени, ако се гледа и по бројот на човечки жртви, и материјални материјални штети, и го презедоа водството во западниот дел и така се формираше всушност политичкиот запад. Тој поредок беше познат под две имиња, едното повеќе идеолошко, Liberal International Order или либерален меѓународен поредок, и второто повеќе фокусирано врз неговата содржина, тоа и се нарекуваше Rules-Based Order или меѓународен поредок заснован на правила. И сега ќе прашате кои се тие правила, кои се различни од меѓународното право. Практично тоа беа принципи кои што не беа прифатливи за тогашниот политички исток, односно за источниот блок, а пред се тоа беше демократијата и заштитата на човековите права и слободи, бидејќи тие принципи се до завршниот акт од Хелсинки, таму втората половина на 70-тите, не беа тема за Варшавскиот пакт, бидејќи, односно за источниот блок, бидејќи тие градеа сосема поинаков систем. И сега, гледајќи го тој поредок, гледаме дека во последните десетина години голем дел од државите едноставно престанаа да се однесуваат кон делови од тој поредок. Она што е важно за слушателите и за гледачите да знаете дека за разлика од домашните правни поредоци, каде што ако не се придржувате кон законите, постои санкција, нели, казна, во меѓународниот поредок, правниот и политичкиот поредок, таков тип на казна не постои. Се разбира, постојат определени санкции во меѓународниот поредок, меѓутоа тие секогаш зависат од волјата на актерите во меѓународниот поредок, што значи меѓународниот поредок е толку жив колку што има држави кои што се придржуваат кон тоа. Кога ќе се намали нивниот број, тогаш очигледно дека поредокот, сакале да признаеме или не, се менува. Пред да одиме на економијата со господинот Богдановски, морам да ви поставам подпрашање овде, дали влегуваме можеби во едно од најопасните сценарија, историјата ги познава, тоа е меѓувладение, интеррегнум, значи меѓувладение каде што немаме старите правила се кршат, новите не се воспоставени, кога станува збор за општествено индивидуално, тоа се вика аномија, но кога се менуваат властите, односно слабеат по кариките, оние полуги на власт, односно некои доаѓаме до меѓувладение каде што е прилично опасно, бидејќи тогаш се редефинира се и нема на што да се потпрата државите. Доаѓаме до моето прашање, дали во овој момент меѓународното право по две основи не постои, тоа гледаме дека Обединетите нации слабеат, тоа е она општото меѓународно право, но гледаме и дека сојузот, западниот либерален сојуз веќе не функционира, бидејќи се нарушени структурите на НАТО како некоја организација која што ги соединува сите овие либерални демократии кои што влегува во сојуз. Едноставно двете оние алки што ги спомнавте вие, едноставно тие се токму тие се нарушени во овој момент. Дали влегуваме во едно многу неизвестно време? Да, добро го идентификувавте. Јас со години слушав доста луѓе, нели, има приговори на претходниот поредок, бидејќи нашата држава, барем од стекнувањето на независноста, дефинитивно е дел од западниот свет, во цивилизацијска, но и во политичка и во економска, да не заборавиме. И тие секогаш слушав доста приговори, потребни се промени, потребни се реформи и така натаму. И секогаш се добри промените и реформите, меѓутоа треба да бидеме свесни дека промените и реформите не секогаш се одвиваат онака како што ние ги замислуваме и се создава ова што вие го кажавте, еден период на меѓувладение или сега би кажал подобро моментов анархија една, која што е особено опасна за малите играчи, односно за малите држави. Тука сосема добро го идентификувавте проблем. Само да кажам една работа, значи не
престана да постои системот заснован на правила, туку не функционира онака како што функционира. Јасно е дека се менува. Во која насока ќе се промени? Како ќе изгледа меѓународниот поредок во иднина? Би било доста неодговорно денеска да зборуваме во детали од денешна перспектива, меѓутоа можеме да зборуваме за некои првични индикации кон како функционира меѓународниот поредок и како западниот поредок ќе функционира во рамките на тој меѓународен Ќе зборуваме релациите Соединетите Американски држави и Европската унија, тоа ќе го оставиме малце подосна. Сега господинот Богдановски, првото истото прашање у суштина, Давос го следите, вие сте прв човек на фонд кој што многу се важни овие информации, исто ние што следиме економија, гледавме кои се главните теми. Што вас ви остави Давос впечаток, односно што извлековте како некои заклучоци од овој состанок на најмотните политички, но и економски личности во светот? Да, таа поделеност што ја кажа професорот веќе се истакна на дело, но од економска гледна точка прво една страна што таа однесување на администрацијата, нели, предводена од американскиот претседател Доналд Трамп, предизвика една неизвестност, нели, пред да дојде се најавија одредени царини од 10 па што може да станат 25%. Тоа направи еден хаос на светските берзи, па на тоа реагира одредени европски фондови кои што направија некоја продажба на американските обврзници и одредени американски акции или една стратегија продади Америка, што беше жешка тема во траеше форумот. Па така да кога на еден начин се смирија работите, се смирија страстите, имаше едно рели на берзите каде што се увиде дека веќе можеби тоа што како ептен најнегативно сценарио нема да се случи, но сепак иако имаше олабавување на краток рок, сепак на долг рок остана една неизвестност, еден горки вкус кој што треба виднина, не знам, и инвеститорите и економистите да го пратат, затоа што на еден начин веќе тој како мирно време каде што само купи одредени акции и чува ги на долго време, беше добра стратегија долги години. Сега веќе треба инвеститорите да бидат активни, многу поактивни од порано, многу поселективни од порано, и во географија, и во сектори. И многу исто така треба да внимаваат да имаат и како на еден начин и заштита. Значи, дали злато, дали енергетика, што е природен хедж за кога економиите не одат добро, исто така треба веќе освен целосното огромното внимание што ги посветуваат на финансиските извештаи од компаниите, исто така веќе големо внимание да посветуваат и на политичките настани и геополитичките односи помеѓу земјите. Да, но она што остана впечаток дека вештачката интелигенција повторно беше во фокусот, значи, но пропратена со енергетиката и доаѓаме до еден момент сега златото оди многу високо, тоест традиционално прибежиште во време на кризи, но од друга страна гледаме дека и вештачката интелигенција како нешто супер ново, но што уште не дава резултати, она не носи профити, односно тоа е инвестиција. Прочитав некаде дека се планираат инвестиции во вештачка интелигенција од 500 милиарди долари во нареднава година. Мислам дека треба тоа сериозна инвестиција, но дека можеби, например, една од најголемите компании, што најголемите светски компании, тоа е Nvidia, дека може да доживее пат на цената на нејзината вредност на акцијата. Значи, затоа што не се знае накаде ќе се движи целата работа, бидејќи нема енергија, нема струја што може да ги снабдува тие големи дата бази, односно тие сервери што треба да се инвестираат и сето тоа. Доаѓаме до моментот на економската порака. Што точно се порача во Давос, на кој дел треба да се инвестира и од каде да се бега?
Во суштина, бидејќи, например, колку што знам, проценките за движењето на цената на нафтените деривати за оваа година е некаде околу 62 до 64 долари по барел. Тоа е на Goldman Sachs проценката од минатата година, а гледаме дека тука некаде се движи веќе цената на овој енергенс. Од друга страна нема струја. Што извлекуваме како заклучок, што да правиме во овој момент, ако го следиме Давос, например, или Илон Маск, што се појави таму па каже за во вселената дека ќе има дата центри и такви слични работи. Така, многу прашања. Да, окей. Прво, да, најавените само за оваа година во 2026 се над 500 милиарди, 470 милиарди долари, беа во 2025 се и над 500 милиарди само во 2026, а најавените инвестиции за вештачка интелигенција до 2030 треба да се околу 4,7 трилиони. Што би значило таа бројка? Тоа би значило колку цел БДП на Германија и на Франција заедно во една година. Значи, колкава е тоа ако компарираме. Значи, се прават огромни инвестиции и да, веќе чипови, да речем, има. Сега неизвестноста е тоа дали моментално има недостиг на електрична енергија, но неизвестноста е тоа што секоја генерација на нови чипови од Nvidia е 10 до 20 пати подобра од претходната. Така да дали ќе компаниите и дали тие дата центри ќе се зголемуваат по обем или пак ќе има значајно подобрување во самите чипови каде што многу помалку ќе трошат 10-20 пати енергија, па така да ќе можат тие генерално да се стигне таа светска побарувачка од вештачка интелигенција. Ќе видиме, ќе покаже времето, никој во овој момент точно не знае. Значи веќе компаниите премногу инвестираат, дури се свесни дека можеби премногу има инвестиции, но се свесни дека во овој момент е подобро и дури да потрошат повеќе пари од колку што треба, отколку одредени конкуренти да ја преземат водачката улога. За како што кажав, веќе селективност треба да има. Генерално сега светските пазари се обложуваат на тие акции, на тие компании што се во вештачка интелигенција и тие веќе се прилично многу скапи, тековно. Значи, иако сите знаат дека тие се добри, дека има интерес, дека има побарувачка, тие веќе се тргуваат скапо. Втората тоа, веќе прибежиште, стандардните прибежишта беа злато. Сега тој вид на инструмент стана прилично скап да се хеджира, значи генерално да речем во последната година 10 годишни приноси на златото толку порасна во една година. Значи дека во овој момент не се исплати веќе да се инвестира, односно мала ќе биде добивката, бидејќи нема да расте цената или се уште има простор да расте цената на златото. Па Goldman Sachs за 2026, да речем во најоптимистичките прогнозираше $5,400 по унца, сега веќе стигна над 5,000. 5,100 нешто беше минативе дена. Тоа е многу блиску до, да речем, таа цена, значи има асиметрија, затоа што има многу веќе малку простор од очекувањата стигнато до тоа оптимистичко ниво, а многу надолни можности ако во еден момент едно од тие големи купувачи централните банки престане да купува поради овие ценовни нивоа. Да, сега доаѓаме до нешто што исто така е многу важно, а тоа е односот на Соединетите Американски држави со Европската унија и тука ќе ве потпрешам после за онаа вест за бегањето на европски фондови од американскиот пазар. Веќе се гледа дека на пример норвежаните, односно скандинавците повлекуваат дел од обврзниците, односно ги продаваат обврзниците, американските државни обврзници, но први да дадеме една политичка геополитичко толкување на настаниве и колку тоа ќе биде моментален тренд или е сериозен тренд што можеме да дојдеме до, ајде да речеме финансиско раздружување помеѓу Европа и Америка. Што можеме да заклучиме, каков однос беше во Давос помеѓу, што ви кажа Давос околу односот на Европската унија со Соединетите Американски држави? Како вие кога гледавте тоа што се случува таму, што ви кажа? Ке се подобри ситуацијата или дефинитивно тука е крајот на некоја соработка што ја знаеме и ќе имаме потполно редефинирање на односите? Ако ги тргнеме настрана емоциите и символичките гестови кои на чии говор присуствува, кои со кого се среќава и така натаму, кои се важни за дневната политика или краткорочно гледано,
Она што дефинитивно се случува помеѓу Европската Унија и Соединетите Американски држави е менување на односот. Тоа не значи дека соработката ќе престане или дека долгорочно Соединетите Американски држави и Европската Унија ќе бидат непријатели. Во никој случај, јас не верувам во таков тип на сценарија, бидејќи се тие едноставно неможни. Премногу се поврзани, и економски зборувате, меѓутоа и политички и воено одбрамбено, но тоа не значи дека односот кој што постоеше после Втората светска војна, во кој тоа практично беше еден блок, ќе продолжи понатаму да постои. Јасно е дека Европската Унија мора да ја забрза на некој начин на својата еманципација во сфери во кои што досега целосно се подпираше на Соединетите Американски држави, што значи моje мислење дека во иднина нема да можеме да зборуваме за the West and the rest или Западот и останатите, туку ќе и веќе зборуваме за разноразен тип на алијанси кои што ќе бидат повеќе водени од интереси за определени прашања, отколку од некои стандарди, принципи кои ги предетерминираат одлуките. Значи до сега и кога имало несогласувања помеѓу европските главни градови, бидејќи Европската Унија не е држава, не можеме секогаш да зборуваме само за Брисел, мораме секогаш да ги имаме во предвид и главните градови. И Вашингтон, и кога имало несогласување, тие секогаш се решавале под кровот на сојузот кој е нераскинлив и дека секогаш мора да се решат позитивно, бидејќи големата слика е поважна од парцијалните интереси. Она што сметам дека во иднина е дека парцијалните интереси често и ќе превладуваат врз големата слика, и тоа го видовме токму во Давос и го гледаме многу и во овие економски односи, например со царините и така натаму. Она што е јасно кај Соединетите Американски држави дека нивното парцијално провлекување од тој атлантски простор се должи на тоа што тие гледаат поголеми предизвикувачи во Пацификот. Тоа е пред се големата конкуренција од Кина, меѓутоа и од други држави, например и Индија исто така и блокови кои што ќе се создаваат, и јасно е дека, барем според мене, дека Соединетите Американски држави многу поголемо внимание ќе обрнуваат на Пацификот отколку на европското копно, што ја става Европа во една прилично комплексна ситуација, а тоа е дека на евроазискиот, ако гледате географски простор, ќе треба многу често сама да се справува со предизвиците и заканите, а тоа е пред се идните односи со Русија. Да, некако Русија гледаме како мал играч во цела оваа криза, па и генерално се виде заради војната во Украина дека нема голема моќ, не е супер сила, туку е реално регионална, но гледаме Европската Унија, сега има еден договор Меркосур, значи тоа се со 4 латиноамерикански држави, тоа се најголемите, најмотните, сега не се најголемите сите, и тука не е Чиле, например, она е прилично моќна, не е Колумбија исто тука се Аргентина, Бразил, Парагвај и Уругвај, но тоа се сериозни играчи, во суштина Аргентина и Бразил се сериозни светски играчи, но гледаме сега и договор за слободна трговија со Индија најавува. Да, најавува, така што тоа се сериозни обиди на Европската Унија да игра на едно глобално ниво. Ајде сега две прашања, па да одиме малце по економскиот дел, но морам да ги разјаснам. Само тука да се вклучиме. Па тоа е Европската Унија уште од 2015 познат говор на францускиот претседател Макрон на Сорбона, мислам дека беше, дека Европската Унија мора да се конституира себе си како геополитички играч, ентитет, односно тој збореше за стратешки суверенитет и така натаму. И тогаш тоа доста вака луѓе пишуваат трудови на таа тема, новинарски текстови, звучеше апстрактно. Еве сега конкретно тоа се реализира, значи Европската Унија го има сега конкретниот, реалниот предизвик
да се конституира во геополитички ентитет, односно да настапува и сама, во економијата, правејќи таков тип на алијанси, например, Меркосур договорот или економските односи со Индија и така натаму. Во со односите со Русија, апсолутно Русија е регионална сила, и како што кажавте, тоа се види и со војната во Украина, меѓутоа и економски се уште само овие сировините се нејзината економска база, не сум економист, ама до толку ги разбирам работите, меѓутоа она што Европската Унија го има како проблем со Русија покрај безбедноста е идеолошката субверзија, односно желбата на Русија да го подрие политичкиот систем во Европската Унија, бидејќи Европската Унија во моментов е единствен, би кажал, остров на либералната демократија, онака како што знаеме и која што се уште функционира. Така. И тука е опасноста. Тука е опасноста. Пред да одиме на паузата и да одиме на економскиот дел, за тоа морам само уште едно прашање пред почетокот на подкастот, малце го спомнавме, ама не го разглобивме. А дали доаѓаме во позиција, и така ми е у суштина насловот на подкастот, лајт мотивот е дали е почеток на крајот или крај на почетокот на редефинирање на меѓународните односи. Ме интересира дали Америка, Соединетите американски држави во овој момент у суштина ја отфрлија онаа обланда на водач на слободниот демократски свет и премина во класична манифестација на она голема империја, што и се, бидејќи финансиска империја, се во доларот секаде, каде дотидеме на земјината топка, со долар можеме да го замениме, да купиме нешто, додека со други валути многу потешко. Дали во суштина со ова што го прави Трамп или однесувањето на американската администрација во овој момент кон Европа, кон цел свет во суштина, е у суштина она што тлееше под површината, тоа дека они се една империја која што поради внатрешни кризи доаѓа во позиција да ги отфрли оние сите на странични фактори кои што тоа го маскираат и да се види дека тоа империјата у суштина е таа и таа и сите патишта треба да водат кон Вашингтон, а се останато треба да биде под нивна капа, односно кој не ќе биде тргнат на страна, нешто како што сите патишта водат во Рим, таа стара за Римската империја изрека, сега во овој сите патишта сака Трамп да направат да водат во Вашингтон. Она што е јасно е дека е завршен униполарниот момент кој траеше од падот на Берлинскиот зид, па некаде до пред 10 години функционален беше. Јасно е дека сега не се создаваат блокови, туку како што кажав, ќе се создаваат разни алијанси кои што ќе имаат значајна сила која ќе ги предизвикува останатите играчи, меѓу кои што ќе бидат предизвикувани Соединетите американски држави. И тука се согласувам, веројатно како реакција на тоа што се создаваат разни центри на моќ, меѓутоа ќе нагласам, не треба да размислуваме во терминологија, не само терминологијата, во контекстот на студената војна. Ќе се создадат 2 или 3 пола, туку ќе се создаваат разни центри на моќ кои што меѓу себе постојано ќе се предизвикуваат и кои ќе бараат сојузници, понекогаш и агресивно ќе бараат сојузници, по принципот ако не си со мене, тогаш си против мене, и во таа смисла таквиот тип на реакции кои што веројатно штом се стабилизира малку поредокот ќе се намалат. Вака гледано на појавно ниво, нели ваков тип на жестоки реакции така, како се стабилизира така и ќе се намалат. Меѓутоа тоа ако се намали експресивноста, нели, тоа не значи дека ќе престанат да постојат тие реакции, ќе треба останатите држави или средните и особено малите држави, тук така треба и канадскиот премиер да го сватиме, да постојано реевалуираат и фаќаат приклучок за различни прашања. На различни страни да се приклучат. У суштина нема една, значи нема едно сојузништво. Нема да има едно сојузништво за сите прашања, туку за различни прашања ќе постојат различни сојузништва. Но уште една работа, извинете вака, што сакам да ја нагласам, тоа повторно не смее да не одведе па во една друга насока која што кај нас постои како традиција, тоа е дека ќе се создадат неврзаните земји. Неврзаните земји не постојат повеќе. Значи тоа е концепт кој си одигра својата улога
поранешна Југославија, тука имаше пионерска улога и не ја потценувам, напротив, тоа беше концепт кој тогаш беше релевантен и поранешна Југославија се факторизираше на светската сцена играјќи со неврзаните. Сега нема да постојат неврзани во таква смисла, туку ќе постојат држави кои што се во поширока смисла дел од блокови, но ќе треба за различни прашања да се вклопуваат во интересите на големите, особено онаму каде што тие припаѓаат, а нашата држава припаѓа во поширока смисла во западниот свет, сега во рамките на тој западниот свет ќе треба да гради различни сојузништва. Така. Тоа ќе го збориме на крајот од подкастот како Македонија да се постави. Ќе ја направиме првата пауза сега и одиме со економскиот дел, односно се отворија многу прашања, па да зборуваме што Давос може да извлечеме, но и од геополитиката, каде да се инвестира, дали во одбрана, дали гледаме дека се повлекуваат европските пари од американскиот финансиски пазар, но тоа после паузата, бидејќи треба и нашите пријатели кои го возможуваат овој подкаст да ги видиме што има да ни порачаат. Знаеш што ги прави празниците магични? Таа неодолива насмевка за тебе, омилениот колега. Возбудата која носиш со само еден потек, како прав другар. Радоста која не можеш да ја сокриеш. Оваа неискрена реакција која едноставно не можеш да изглумиш. И сите оние мали моменти кои те инспирираат за нови изненадувања. И овие празници споделуваме добри дела со оние што ни значат. За во новата година да бидеме уште посрекни, повесели, подобри. Срекни празници. Витаминка. Енергија што го исполнува животот и ја осветлува иднината. Евана. Енергија, живот, иднина. Продолжуваме со подкастот, втора третина. Во студиово гости се Александар Спасов, универзитетски професор, и Васко Богдановски на Опфолио инвестиции, првиот човек. Зборувавме со господинот Спасов за геополитиката и за односите. Она што може да го сублимираме од делот со господинот Спасов е дека нема да има блокови, но ќе има алијанси и секоја земја во различни прашања ќе треба да се формира алијанса со други земји, за да може со други земји по одредено прашање, не за сите, за да може да се справи со предизвиците што ги носи реалноста и да светот ќе биде веќе сосема различно место од оноа што го знаеме од минативе 30-40 години. Но сега доаѓаме исто така до оној дел од економијата, ова е сепак примарно економски подкаст. Она што е прострујува се повеќе веста е дека дел од европските фондови, односно и пензиски, но и други фондови, полека се ослободуваат од американските државни обврзници и едноставно тоа не е многу изразено, може би и да е моментално движење, но како да ги повлекуваат од американскиот пазар своите удели и да се префрлаат на пример на други пазари. Дали вие како човек што се бави со инвестиции го забележувате тој тренд или тоа е нешто вообичаено или нешто минорно на кој што треба и не треба многу да се посвети внимание? Па не, имаше, баш таков дел спомнав, каде што имаше, да речем, тоа е повеќе тактички него стратешки. Тактички зошто? Значи баш изјави имаше и од Амунди, најголемиот европски фонд, и од норвежаните, затоа што баш тие имаше големи продажби на американски државни обврзници и поради намалувањето на доларот веќе известно поголемо време, и поради непредвидливоста на американската надворешна политика. Така да тие го гледаат ризик во тоа и еден дел од тие фондови се вратија кај во Европа
затоа што е во овој момент попредвидлива и постабилна, да речем, во однос на ова што, нели, што секојдневно го слушаме од администрацијата на Доналд Трамп. Сега сепак стратешки, иако, нели, ептен светот е поделен, има многу ризици, сепак пазарите не реагираат толку многу затоа што вчера излезе податоци дека фондовите имаат најмалку кеш, само 3% од фондовите не се инвестирани. Значи моментално инвеститорите не се толку плашени, затоа што скоро се целосно инвестирани, само 3% чуваат во готовина. Зошто стратешки не може да се избегне од американската економија? Ќе кажам, да зајам некои 20 годишни просеци. Ако профитите на американските компании со брз раст се во просек, значи растат со 9,5%, ако останатите американски компании растат со 7,4%, значи просекот на европските компании, на компаниите од Обединетото кралство, или да речем Сингапур, се околу 1,5%. Значи разликата е небо и земја. Значи ако вие сте реално фонд менеджер, немате ни преголем избор дали сакате или не да инвестирате во американската економија, затоа што тие сите компании што ги знаеме, значи од Apple, од Microsoft, Pepsi, Mastercard, Visa, буквално се не само што се успешни функционираат во Америка, тие се буквално функционираат скоро во сите делови од светот. Нема конкуренцијата затоа што WeChat е многу силна компанија, но сепак е само силна во одредени делови во Азија. Така. Сега доаѓаме до оној момент, голем е пазарот американскиот, доходовен и они функционираат малце поразлично. Европа секогаш е некако како од аспект на инвестиции поразлично, но има исто така фондови кои што велат дека и анализи кои што велат дека акциите на европските компании се потценети дури до 30%. Значи што значи тоа? Дека може да растат, имаат добри перформанси компаниите, но акциите не растат адекватно како што расте нивната профитабилност, колку што се самите компании добри. Дали зошто ова ако е точно, оваа проценка ако е точно, зошто се потценити компаниите и дали е момент да се инвестира во европски компании со оглед на тоа дека сепак некако како да се поставува Европа инфериорно во поглед на Америка и како да нема доволно политичко единство за да може да ја поткрене економијата, односно сигурноста во инвестициите во европските компании. За прв пат, мислам, Давос беше прв пат каде што и германскиот канцелар и Лагард го кажаа тоа дека можеби премногу регулатива има во Европска унија, премногу бирократија и дека тоа мора да се намали. Посебно има еден донесување на закон каде што за овие стартап нови компании буквално да не која ќе треба да се развиваат на европските пазари, да не важат сите 27 законодавства, туку буквално да има еден закон кој што ќе функционира на ниво на Европска унија, затоа што трошоците вие за се прилагодите на секој законодавство е огромно и тоа заради тоа немаше толкова конкуренција и тие многу големи играчи не беа мотивирани да иновираат, така затоа што тие беа доволно нивната големина беше доволно да е начин да се приспособат, да имат средства да се прилагодат на сите тие регулативи, бюрократи во сите законодавства и за тоа им овозможуваше на еден начин или монополска или дуополска, олигополска позиција. Но тоа тие ја има таа позиција во европското, но тоа бидејќи не е доволно иновира, не може да конкурираат на овие компании што толку што се иновативни и што да речем го освојат тој светски пазар. Например, еден голем проблем е за европската економија што у суштина дата центри нема. Од тука и вештачката интелигенција многу каска за да позади Америка, додека за Кина не можеме ни да знаеме. Они сепак се позатворен систем и тоа го сметаат веројатно и за стратешка област вештачката интелигенција и затоа не можеме да имаме толку големи податоци до кај се, што се, плюс имаат и малце техничко за остануваат технолошко за
за останување во однос на Америка, односно на западните земји, но еве вештачката интелигенција се покажува дека малце заостанува Европа. Но исто така знаеме дека еден од најголемите војни комплекси, освен американскиот, е во Европа. Има ли простор да се инвестира на пример во Европа во овие два сектора, на пример вештачка интелигенција и во војниот комплекс, војно-индустријскиот комплекс? Па може би повеќе во војниот комплекс, затоа што гледаме 10 години поред, има зголемување на воените буџети и тие воени буџети стигнаа околу сега 2,7 трилиони долари, значи огромна сума. И значи и прилично и порасна, значи од почетокот на војната во Украина, тој S&P Defense индексот порасна околу 90%. И сега да, тие се многу интересни затоа што тие имат нели договори со владите кои што се, да речем, попредвидливи, имате тука предвидливи приходи, предвидливи добивки, но ако се случи, па тука каде е ризикот, ако се случи одредена деескалација во Украина со Русија, значи иако нели секојдневно читаме колку државите во НАТО се обврза во своите буџети да доделуваат значаен дел од своите средства, ако се случи деескалација, мислам дека со тек на време тие средства сепак ќе се пренаменат и ќе се намалат, одредени договори ќе се откажат, така да за сега, за разлика од порано што беше тој сектор беше многу цикличен, сега имаме веќе 10 години поред зголемување на тие воени буџети и тие имаат, значи, многу и добивки, имаат и зголемување на приходи, но сепак сега стигнавме на нека фаза на близка деескалација и ќе видиме после тоа како ќе покаже дали ќе продолжат конкретно европските држави да инвестираат повторно во економија, во одбрана, или пак кога ќе се смири топката малку ќе се намали тој удел, да речем ветен, што можеби ќе се пренамени во сосема други сектори. Да, тука професоре Спасов, сега вие доаѓате во вашиот дел познавање, што е ваша експертиза. Очекувате ли деескалација, бидејќи инвеститори се грижи за тоа како ќе се оплодат парите и дали очекува некоја деескалација? Ја лично не очекувам, бидејќи она што се вика Европа има многу ниска стартна основа за вооружување, не се вооружуваше 40-50 години, односно од крајот на 70-тите години и почетокот на 80-тите се последните сериозни вооружувања. Пред се зборувам на Германија, зборувам на Велика Британија, зборувам на Франција, тие големи економии. Очекувате ли деескалација и повторно враќање на некоја состојба каде што ќе можат парите да се вложуваат во социјални програми, во функционирање на државата, наспроти вложување во одбраната, бидејќи мое лично мислење е дека тоа нема да се случи, дека ставките за оружје и понатаму ќе бидат многу високи, а може и да се зголемуваат, бидејќи ќе се прават различни алијанси, вие што го викате, каде што ќе биде многу битно секоја земја да има војна сувереност, односно војна моќ и војна сувереност. Дали го делите ова мислење или гледате дека и вие има можности за деескалација? Не, мислам дека овој тренд на зголемено вложување во одбраната ќе продолжи, како што рековте. Затоа што, еве да го земе и НАТО, еманципацијата на Европа, односно европските држави членки на НАТО, подразбира и да бидат прифаќани како кредибилни партнери од страна на Соединетите Американски држави во НАТО. Значи, она што Соединетите Американски држави го бараат подолго време. И сега треба тука да бидеме искрени, не да го гледаме само во однос на администрацијата на Трамп, бидејќи тие и за време на администрацијата на Обама беа разговори во однос на 2% тогаш. Сега 5% може би е премногу. Да, ма тука инфраструктура зборуваат, има некои финти што сакаат да ги направат земјите. Да, за да бидат 5%. Да, например, автопат сега исток-запад Македонија, коридорите, да влезе во таа стратешка потреба на НАТО и да ни влезат нас, например, 500-600 милиона евра или милиарда и 300, колку што ќе биде исток-запад, да влезат во тие 5% и тука некако да исполниме, не е само оружје, купување, во инфраструктура. Да, не е само она употесна смисла на зборот, туку подразбира и инфраструктура која што претежно се користи за цивилни цели, меѓутоа може и да биде употребена стратешки за воени цели. Како и да е, европските држави тоа е менувањето, значи не дека НАТО нема да опстои, јас сум цврсто уверен дека НАТО ќе опстои. Меѓутоа ќе европските држави ќе мора да се постават на веќе
партнерски начин со Соединените Американски држави, а партнерски во смисла на воена моќ, не е чадор, нема да постои веќе чадор. Се менува тоа, се уште постои тој чадор, меѓутоа нема да постои во таква форма во како што тој воен чадор постоел, бидејќи после Втората светска војна европскиот развој се должеше на тоа што Европа многу малку вложуваше во одбраната, тоа беше оправдувано со два аргументи. Едниот дека Европа е толку разрушена што и треба прво економска обнова, што и беше точно, и второ Маршалов план го има план е и тоа, отидува значи така. заборавете на оружјето, фокусирајте се на економијата, а второто беше тоа што Европа има негативна историја, на две светски војни направи и никој не сакаше да ризикува да вооружува Европа, бидејќи Европа е толку многу специфичен, всушност подконтинент, не е ни континент Европа, е подконтинент на национални држави кои што историски гледано знаат прилично агресивни да бидат, и секој, нели, идејата тогаш беше, бидејќи на два пати го запаливте светот, овој пат нема да ви дозволиме да се вооружувате, затоа што пак ќе се испотепате меѓу себе и повторно ќе го запалите светот. Сега тоа се промени, сега се бара од европските држави да се вооружуваат, меѓутоа не само што тоа го бараат Соединените Американски држави, туку и европските држави самите тоа го реализираат, бидејќи независно од алијансата со САД, конкретно еве во односите со Русија, ќе мора да постават ќе мора да дојдат до некакво ниво на баланс, каде што одбранбено ќе бидат во состојба да одговорат на евентуални безбедносни проблеми со Русија и во иднина. Кога бев во ова студио со почитуваниот Емил Киријас, дојдовме до заклучок дека веќе светот се наоѓа во нова светска војна. Мислам, не ги гледаме тоа се уште, но дека се не подсетува на 30-тите години од минатиот век, кризи, инфлации, нестабилност политичка, вооружување, па менување на нефункционални демократи и појавување на одредени автократски системи владења, и дека во суштина ние можеби не се пука се уште на сите страни со оружје, но дека да горе-долу сме веќе во некоја војна, кој што можеби да прерасне во она што се вика вооружен конфликт од поголеми размери. Верувате ли вие дека сепак ќе се обстои да не се употреби ова оружје, бидејќи да се потсетиме на, мислам, Чехов беше во првиот чин, ако се појави пушката, во третиот мора да пукне, така што ако се вооружи Европа, ќе се вооружи, гледаме сега се барат и ракети балистички од типот на Орешник, Франција тоа го побара. Во еден момент ќе дојдеме во позиција која некој ќе рече, па чекај малце да го стиснеме копчето и ние да покажеме сила, или меѓу себе самите земји, на пример Полска, Германија, Унгарија со не знам околни земји, сега карикирам, не дека има индиции за се ова, но дека може да дојде у суштина повторно да гори европскиот континент, или сепак тоа ќе заврши на оние новите алијанси, преуредување на светот, каде што секој ќе се ги бара сепак помирен пат некое влијани. За жал, војната не можеме никогаш да исклучиме. Би било неодговорно да кажеме не може да се случи војна. Меѓутоа, па од друга страна, добро, популарно е да се каже се наоѓаме во светска војна, бидејќи турбуленциите се толку големи и толку многу конфликти има, еве и овие што ги мерат во бројот на конфликти, навистина се наоѓаме во период на интензивни и воени конфликти. Значи, ако така гледате, да, некој тип на светска конфликтност, така не кажеме светска војна, постои. Меѓутоа треба 4 работи, 4 процеси по мене, барем она што јас го прифаќам, и добар дел од овие футуролози, така наречени, ги го кажуваат, ќе го пликуваат светот во иднина. Тоа е првиот процес е државниот капитализам. Државниот капитализам го заменува либералниот капитализам, значи дека се повеќе приватниот капитал, ама на овие мега инвеститорите, за жал, тоа е спротивно на вредностите во кои што ја верувам, имаме се поголема нееднаквост и концентрација на премногу пари во поединци. Тоа е многу опасна ситуација, ама тоа за жал се случи. Маркс барем за тоа беше во право. Во 19-тиот век тоа го предвидуваше. За многу работи се уште во право. Од 2008 сите го читаа Капитал кога се случи финансиската криза. Значи, книгата е век и пол стара, мислам, Капиталот. Државен капитализам, тоа значи едно соединување меѓу приватниот капитал, државната заштита,
и штом страда либералниот капитализам, страда и демократијата, либералната демократија, и тоа се тие тенденции на авторитаризам. Тоа е значи едниот момент. Вториот процес кој што треба да се гледа се демографските промени. Европа, Северна Америка и Јужна Америка се во демографска смисла одат надоле, и тоа се трендови кои не можат брзо да се променат. Азија во демографска смисла стагнира. Ако ги гледате Кина и за одреден број години Индија, се уште расте Индија, меѓутоа со многу забавено темпо. Кина веќе паѓа секоја година, тоа ние на 1.400.000.000, тоа не се гледа сега, меѓутоа ќе се почувствува. Единствен Австралија нормално тука е заборев кај Европа и Северна и Јужна Америка исто така. Единствен континент кој што во демографска смисла се уште расте е Африка. Само единствен континент. Значи демографската промена, меѓутоа Африка можеме да очекуваме дека во еден момент ќе достигне еден пик и веројатно ќе почне да паѓа. Разните предвидувања се, Харари со тоа се занимава. Ювал Ноа Харари се редовен гостин на Светскиот економски форум, се дека меѓу 2080 и 2100 година светот ќе достигне демографскиот пик и после тоа ќе почне да паѓа. Значи демографските проблеми кои веќе ги имаме во дел од светот дефинитивно многу ќе влијаат не само врз економиите, туку и генерално врз однесувањето на државите, бидејќи демографијата е исто судбината, нужно повлекува за себе и прераспределба на моќта. Третата работа која што треба да внимаваме и која што се случува се климатските промени. Сега не е многу популарно да се зборува за климатските промени, гледавме и сад се повлекува од Париска. Така и Давос не беше воопшто зелената агенда на дневен ред. Беше, но ти климатските промени се случуваат. Да, има доста идеолошки центри кои велат дека се измислици и така натаму, меѓутоа климатските промени се случуваат и климатските промени и тоа како ќе влијаат врз целокупниот живот, вклучително ќе влијаат и врз миграциите. Бидејќи климатските миграции не се само веќе теорија, како што беа пред 15-20 години, туку се веќе стварност. Гледаме дека одредени делови од земјината топка веќе стануваат невозможни за живот и тоа ќе продолжи да се случува. И последниот момент, веќе вие екстензивно го дискутиравте, а тука не можам, нема што посебно да додам, тоа е вештачката интелигенција и дехуманизацијата на општествата, затоа што вештачката интелигенција дефинитивно сега нормално многу мина зборат дека ќе кажат дека сепак за многу технолошки иновитети се имало многу негативни ставови во почетокот, па потоа сме ги прифатиле. Меѓутоа вештачката интелигенција е таков пресврт во развојот на човештвото што го доведува човештвото пред предизвик да добие конкурент. Човештвото сега никош само себе си било конкурент. Меѓутоа сега целокупното човештво може да дојде во ситуација на конкуренција и вештачката интелигенција дефинитивно ќе менува светот. Во таа смисла овие 4 тренда ќе бидат извор не само на промени, туку и на постојана нестабилност. Ова се 4 тренда, господине Богдановски, но ме интересно е, например, кога се подготвувавме за подкастов, спомнавте еден сектор што е интересен за инвестирање, а тоа ќе го поврзам со вториот фактор, тоа е демографијата, а тоа е дека населението во дел од земјите старе, во дел има миграции и сето тоа, но колку е во овој момент можно добро, например, да се инвестира во здравство, во фармација, но и во здравствениот сектор? Па да, тоа е еден од секторите што може да се хеджира, кога веќе златото туку порасна, затоа што едноставно побарувачката кај здравствен сектор е нееластична. Значи буквално секогаш има, без разлика дали економијата е во рецесија или не, луѓето треба да ќе купуваат лекови, ќе одат на доктор, ќе се лечат. Не само тоа што тоа ќе продолжи, туку има и секуларен тренд. Значи, населението старее. Веќе во 2035 година секој четврти жител во Америка ќе биде над 65 години. Значи, ќе има многу поголема потреба за нега и многу се зголемуваат овие болестите што се секојдневни болести. Така да ќе има многу побарувачка на здравствени услуги и тоа ќе не е само тековно,
тоа ќе трае многу време. Сега не е проблемот кај побарувачката, таму е повеќе кај понудата. Значи има очигледен недостаток и на лекари, доктори и на медицински сестри. И сега успехот кај овие компаниите од здравствената заштита е кој ќе биде поинативен овие информатички технологии да ги користи тој недостаток на лекари, на медицински сестри да го надополни и да може да ги сите тие услуги или што побарувачка има од клиентите да им ги понуди. Значи буквално тука таа корист од вештачка интелигенција конкретно за дијагноза и за други работи, каде што досега требаше, нели, физичко лице да ги гледа, па тоа многу чинеше. Сега кој од тие компании ќе може да имплементира вештачка интелигенција за да може таа огромна побарувачка да ја задоволи. Да ја задоволи. Значи сметате дека треба да се инвестира во овие сектори? Да, не само тоа што гледаме секуларен тренд, туку тоа е и на 25 годишен минимум. Значи ако секогаш здравствената заштита генерално имала прилично добри показатели на вложен капитал. Да речем, само таа беше близко до информатичката технологија, сега некако изгубе интерес и буквално тој сектор сега се тргува на 25 годишен минимум. Така да една од препораките како некој секторски сака да се изложи, можеби како хеджирање, како одреден дел треба од портфолиото да има во здравствен сектор. Да, ќе зборуваме за портфолиото во третата третина од како би требало да изгледа едно портфолио на инвестиции, бидејќи рековме злато, на енергенси, нафтени деривати, како да изгледа сето тоа, акции, во кои акции да се инвестира во склоп на се ова што ни се случува во геополитиката, но тоа ќе биде дел од третата третина, односно од финишот на овој подкаст, која ќе финишираме малце и со Кина, не ја спомнавме, малце некако ја избегнуваме, за да не ни пишат дека сме земале јуани, за да ја спомнуваме и да зборуваме, бидејќи многу се осетливи кога ќе ја ставаме во моабет Кина, но ќе збориме за Кина, но и за портфолиото како во вакви услови геополитички да изгледа едно портфолио на инвеститор, оној што сака да инвестира и како да се заштити најдобро, односно да ги оплоди парите, но и да се заштити, но за тоа ќе зборуваме во третата третина, останете со нас, време е повторно за нашите пријатели. Знаеш што ги прави празниците магични? Таа неодолива насмевка за тебе, омилениот колега. Возбудата која носиш со само еден потек, како прав другар. Радоста која не можеш да ја сокриеш. Оваа наискрена реакција која едноставно не можеш да изглумиш. И сите оние мали моменти кои те инспирираат за нови изненадувања. И овие празници споделуваме добри дела со оние што ни значат. За во новата година да бидеме уште посрекни, повесели, подобри. Срекни празници. Витаминка. Енергија што го исполнува животот и ја осветлува иднината. Евана. Енергија, живот, иднина. Продолжуваме со подкастот трета третина, гости универзитетскиот професор Александар Спасов и инвеститорот, како би рекле, првиот човек на Опфолио инвестиции, Васко Богдановски, битолчанец во Скопје, дојден, вика дека го познавал градот. Си одел на аеродром да видиш дека имаме аеродром ние скопјани? Сега. Добро, мала шега ви само на повеќе скопјани и битолчани. Океј, зборувавме за многу работи, многу интересни работи, но сега ќе дојдеме и до Кина.
малце ја избегнуваме во јавната расправа, не се зборува, сите сме свртени кон западот, но ајде сега да зборуваме малце и за Кина, првено од политички аспект, но и од економски, бидејќи никој не зборува на пример да инвестира на шангајската берза, која што колку го Не можеш директно. Не можеш директно. Да. Зошто не може директно? Зошто е затворен тој Само за кинески граѓани, ако сакаш да инвестираш, можеш или на Хонг Конг, Конго? или пак одредени кинески компании преку ќерки фирми имаат и во Насдак, во американските берзи. Но интересно е, на пример, еве, не знаев, но сега не се гугла, туку се оди со вештачка интелигенција се користи, односно сите оние алатки што ги пружа вештачката интелигенција, не знаев, на пример, податок дека кинеските компании од крајот на 80-тите години се околу 96% приватни. Дека само 4% се во државна собственост, односно тоа се оние стратешки војните, не знам, пристаништа, нешто, индустрии, односно сектори кои што се стратешки не се приватизирани, додека огромниот број на кинеските компании се приватни. И тоа е многу специфично, почнало отварањето, односно преструктурирањето на почетокот од 80-тите години, да земе потполн замав кон крајот на 80-тите и да продолжи до ден денеска, каде што имаме приватен капитал, иако тоа е комунистичка земја, условно кажано. Но еве ме изненади, не може да се инвестира во Кина. Значи, гледаме дека имаат компании кои што го преплавуваат светот. Се штитат така или што е поентата да не може да се инвестира, да се има акции од кинеска компанија? Па не, може да се има, само не преку шангајска или берза, туку преку Хонг Конг. Или преку американските берзи. Видете каде е проблемот кај Кина. Значи има фантастични компании што имаат неверојатни профити, значи што прават. Значи тука зборам за Alibaba, за Tencent и ред други, BID и слични. Проблемот е што имате и политички ризик. Значи без разлика тие што компании феноменално добро работат, вие утре, поради некоја геополитичка тензија или ескалација уште поголема, можете едноставно да имате купено акции од тие компании на Насдак и преку ноќ, не знамете, одлука на еден човек да каже, не знамете, Ксипинг, дека веќе ние не ги признаваме тие хартии од вредност што се тргуваат на Насдак или на Хонг Конг. И буквално вие, иако сметате дека одреден дел богатството до тогаш растело, дека имате компаниите ќе продолжат да бидат супер, но вашите хартии од вредност нема да вредат. Нешто слично како што се случи со после руската инвазија, сите тие што има купено акција Сбербанк во Лондон или нешто слично, или моментално им стојат без вредност, или едноставно тековната вредност е на тие хартии од вредност нула. Тука е во тој дел и сега тие се тргуваат на атрактивни валуации, но генерално е шпекулативно. А во Давос Кина исто така беше многу малку спомнувана. Имаат и тие внатрешни проблеми, се уште трае таа хипотекарна криза, не е се уште излезено, еве сега и некои други работи, но Индија беше звездата на Давос, затоа што заради тие демографски потенцијал на Индија и некако успеваат во тие сојузи за одредени работи, значи со Русија нели се и во население и купуваат нафта, еве со Европа се има договор за нели мајката на договори за слободна трговска размена, некако успеваат со оние карти што ги имаат добро да ги изиграат. Добро да ги изиграат. Да, интересно е. Индија не ја зборуваме, но еве Кина сепак е втора економија во светот. Еве во Давос имаше вице-премиерката, мислам дека настапи, кој што помина како што помина, да немаше голема јавност, но мораме малце од геополитика да го свртиме. Можеме ли да кажеме дека у суштина сите политички акции што ги прават Соединетите Американски држави е обиди да се изолира и политички, но и економски Кина? Не, Русија некако, како да ја рековме, регионална сила, она е ресурсен центар на светот, но тоа у суштина нема економска голема моќ што може да влијае на светските пазари, но додека Кина е сериозен играч. Дали у суштина може да се што прави Америка е у суштина насочена кон Кина? Кина е дефинитивно најголемиот предизвикувач, не само на Пацификот, туку и генерално на Соединетите Американски држави. Да, добар дел од
од политиките на САД се насочени кон тој предизвикувач. Меѓутоа, ова што и беше споменато тука во однос на моделите, тоа е предноста на демократијата, на либерална демократија и на либералниот капитализам во однос на државниот капитализам. Државниот капитализам денеска во моментот, ако гледате, во очите на јавноста ја добива битката во однос на либералниот капитализам, бидејќи изгледа навидум да поуспешен, бидејќи тука имате потполно сраснување меѓу државата и приватниот капитал, каде што иако приватниот капитал е формално собственик на компаниите, сепак државата е таа која што ги дава економските насоки и капиталот или ќе се прилагоди на тие економски насоки или ќе биде предмет на волунтаристички одлуки. Политичка одлука дека например не важат некои продадени акции, значи негирање на собственост. Такво нешто во либералниот капитализам и во либералната демократија не е возможно. Индија во моментот не дека е совршена далеко од тоа либерална демократија, меѓутоа е сепак една демократска држава во која што правилата кои што важат наликуваат во голема мера на правилата кои што важат на Западот. И затоа Индија се јавува како добра алтернатива, прво затоа што е голема економија и демографијата и се до тоа, меѓутоа и затоа што правилата според кои што игра, барем во начело се истите правила по кои што функционира и западниот систем. Значи, колку за Кина да е предност државниот капитализам во смисла на големите, високите стапки на развој, бидејќи само така можете вие да постигнете стапки на развој на голема економија од, 7-8%, големите економии растат 1% или 2% и така натаму, толку тоа во иднина може да се јави и како главна пречка, бидејќи ако не може да се вклопи, не може да се отвори кон пазарот, овие другите ќе почнат да поставуваат различни бариери, дали тоа биле царини или сега Европската унија, Европската унија воведува исто така царини, например кон тему. Ние тоа сега не го гледаме, и тука има царини, не е само што Трамп гласно ги се фали со тоа, па некако е во фокусот. Инаку исто Европската унија воведува, тогаш другите ќе почнат да реагираат кон вас со наметнување на различни давачки за да можат балансот да го постигнат, балансот на моќите. А таков тип на однос кон Индија нема, затоа што Индија сега сам во договорот за слободна трговија кој беше подпишан со представниците на Европската комисија, односно со председателката фон дер Лејен, се обврза да ги намалува царините, односно да го отвара својот пазар за европските производи и обратно, значи на една паритетна, реципрочна основа се договорија. Колку е за инвеститорите интересна Индија, например, еве Кина нема да збориме, бидејќи Индија е ајде да кажеме условно како западна демократија, бидејќи таму во Велика Британија до 47 владееше со нејзе, воспостави британски правен систем, го втори мајчин јазик им е у суштина на сите англискиот, они немаат бариери јазични по големиот дел од населението зборувам, значи затоа ги гледаме во IT секторот, ги гледаме во медицината, ги гледаме во ресурси, например за фармација и слични дејности, например знам дека најголемо предпријатие, светско предпријатие е Индиски железници. Значи, мислам, има вработени милиони нешто луѓе. Тоа е огромна државна компанија кој што работи. Колку е индискиот пазар погоден за инвестирање? Дали бидејќи гледаме и дека има многу милиардери, што двајца милиардери што гравитираат од 80 до 100 милиарди долари богатство. Колку ние сме свесни овие, бидејќи мораме да почнеме да го шириме кругот, бидејќи рековме алијанси треба да се прават, а парите се најдобар начин да се спои со некого. Колку ние гледаме, например, Индија, еве Кина ќе оставиме веќе на страна, Индија како можност за да се искористи. Светот ја гледа и ние ја гледаме, но бидејќи светот ја гледа и тој демографски потенцијал, а прилично се тргува многу скапо. Значи дури поскапо од американската верза. Значи се тргува скапо заради тој потенцијал што би требало да го има. Дали го има ќе видиме, но се тргува буквално на тие показатели што се релативни во однос на другите, на најскапо ниво, просечно најскапо релативно ниво во однос на другите. Скапа, значи компаниите се вреднувани многу високо. Значи, ама тие се вреднувани високо
пропорционално со очекуваниот раст и потенцијал што се очекува во иднина од нив. Сега потенцијален проблем е било таму затоа што голем број има во IT услуги, да речем како Accenture, Infosys, големи компании каде што тие ги правеа тие низ low level работи. Сега се очекува вештачката интелигенција дека ќе влијае негативно околу 7% на БДП на Индија. Значи буквално тие работно место кои што таму големите светски компании, независно дали американски или европски, ангажира кадар, едноставно баш тој дел ќе биде најмногу зафатен од вештачката интелигенција. И тоа може краткорочно да има големи ефекти на индиска економија. Да, јас интересен е фактот, на пример, не го знаевме во 2025 прв пат по ајде да речеме десетина години и повеќе од кога IT секторот се има развиено, прв пат може да се најдат на социјалните мрежи што кој се за умрежување на понуда и побарувачка на работна сила да се видат дека има побарување од страна на IT луѓе што работат во секторот, во IT секторот, што работат програмери да бараат работа. Тоа не се случило десетина години. Пазарот, односно фирмите ги абсорбираат тој дел, но сега почнуваат да има вишок на понуда на работна сила баш во IT секторот. Дали го забележувате вие како инвеститори, малце ве плаши тоа? Секако тоа се гледа и има превреднување на пазарот баш во тие сегменти каде што се мисли дека вештачката интелигенција ќе направи најмногу диструпција. И да, тие онака компании има софтверски компании кои што беа звезди 10 години, но тоа па може да биде, значи генерално тие исто така се продаваат, сега генерално се тргуваат на најниски релативни показатели во последната деценија. Може би па и пазарот и тука премногу и дава сила на очекување, премногу очекува од вештачка интелигенција дека буквално се ќе замени, дека ќе ги замени сите вработени. Времето ќе покаже. Мислам дека во овој момент се уште има многу големи очекувања кои тие влегува во цени на оние што работат со вештачка интелигенција на компании, а буквално се што не е буквално се продава на многу ниски показатели. Значи имаше на почетокот на 2000-та година, на крајот 90-тите и на почетокот на 2000 година, онаа криза со .com што беше копан на интернет страниците у суштина бизнисот. Дали сме на нов балон, например, со вештачката интелигенција? Како цените дека преценето и дека во еден момент мора да има корекција на пазарот и да паднат цените и да останат онака, да се исеат квалитетните и да останат во сеалката, а додека се она што се шлепа, што се вика на целиот сектор, да паднат и да се изгубат и да паднат и акциите, односно да дојде до корекција на цените? Па да, има одреден ниво на меур, но не би се споредил со 99-та, 2001. Зошто? Затоа што тогаш тие беа нови компании и генерално беа кон потрошувачите повеќе, така да кога генерално сега потрошувачи се најголемите светски компании. Значи тука се Амазон, Мета, Алфабет, кои што имаат само во своите биланси по 200 милиарди долари кеш, значи и што генерираат над 100 милиарди секоја година. Значи генерално тие знаат, би требало да знаат зошто инвестираат толку пари. Генерално ги имаат и средствата и генерално и можеби и ај и до толку и да не успее, сепак тие после тоа тие куповни чипови ќе ги пренаменат дали за ажур, дали за во делот на клауд системи каде што и онака е прилично се потребни тие делови. И еве, доаѓаме до крајот, морам со професорот ќе завршам, но со вас последното прашање. Ако сакам да бидам инвеститор, како би треба да изгледа моето портфолио, во што да инвестирам? Европски, американски акции, злато, вештачка интелигенција, нафтени деривати, односно во нафта, како би требало некоја идеално, оптимално сценарио за да бидам заштитен, ама и да имам некоја паричка да ми доаѓа, односно да не биде танте за танте, туку да биде барем малце танте за кукурико, да бидам малце побогат од претходно. Па тоа е буквално тема за цела емисија една. Не, во ветер ќе направиме здравје Боже. Да, има се наракува, нели, investing it's simple but not easy. Значи да вака едноставно изгледа, само едноставно, нели, се инвестира, парите лесно доаѓаат, за разлика од порано, како што спомнав, сега инвеститорите треба да бидат многу поселективни, многу поактивни и многу повеќе да пратат.
А се што треба да има, значи буквално сега треба да има компании што имаат прво здрави биланси, што нема долг, и што генерално се им растат пришните текови. Значи тие компании генерално треба да има од се. Значи според оние компании што се добро, значи добро позиционирани, ги спомнавме во кои сектори. Треба да имат и, да речем, заштита инвеститорите. Спомнавме, можеби е добра здравствениот сектор, а исто така, например, и енергетските сектори, ние имаме одредени позиции, но не директно во компании како што се поврзани како Exxon или каде што цената на нафтата буквално влијае секојдневно дали на нивните резултати, туку буквално можеби компании што се во услуги на тие големи компании, што има изложеност цената на нафтата и во нив, но се малку подефанзивни и генерално тие ќе бидат ангажирани и во услови кога цената, посебно ако расте цената, уште повеќе ќе бидат ангажирани, но ќе бидат ангажирани тие и цената и да паѓа на. Кои што имаат бизнис со нафтениот сектор, ама не се директно врзани со цената на нафтата. Добро, тука со вас го завршувам овој дел. Последното прашање за професорот Спасов. Зборевме за многу работи на геополитика, но ќе завршиме со прашањето Македонија како да се постави во сево ова. Значи, рековме, алијанси треба да се прават. Ние имаме една мантра, кој што мене лично ми пречи, са Европска Унија, само Европска Унија и немаме други излези. Да, треба да бидеме дел од Европската Унија и се треба да направиме да бидеме дел од Европската Унија, но треба да ги гледаме и другите опции за соживот со останатите центри на моќ, за да можеме да воспоставуваме добри односи, за да може бизнисот да функционира. Што да правиме во ваков однос кога што ние сме фокусирани на Европската Унија само и не гледаме локални можности, не зборувам сега со Русија да се здружуваме, туку на пример Индија, на пример со земјите од Африка кои што се брзо растечки, да со Латинска Америка исто така. Што да правиме во овој момент, како да се поставиме, дали да бидеме стриктно врзани со Европската Унија или сепак да почнеме и ние малце да гледаме алијанси, да правиме и да се соидеме со други фактори согласно нашите интереси зборува. Или Америка да се фатиме за нејзи и да не се пуштаме од Америка, да бидеме во периметарот што би кажал премиерот. Не, вака, значи никого не спречува, се разбира, освен ако не влезете во некаков геополитички клинч што е најмалку препорачливо за малите држави, да соработувате, особено во економијата со различни држави. Меѓутоа, јас мислам дека сум во малцинство во оваа држава, но се уште се држам до тоа дека за нашата држава во смисла на економијата и за демократијата единствена опција, нема да речем најдобра, туку единствена опција представува интеграцијата во Европската Унија. Затоа што, знаете како, фантазирањето кај малите држави во однос на нивната улога и само перцепирањето себеси како големи играчи може да не доведе до провалија. Европската Унија не е идеолошки само избор, е до во голема мера, бидејќи го се уште функционира либералната демократија, туку е економија која што е наш најголем трговски партнер и со која што ние имаме најреални и најпристапни, ако земете инфраструктурно и меѓутоа и во однос на контакти традиционално, во таа смисла ние мора да најдеме начин да ги забрзаме европските интеграции, за да не се најдеме во уште потешка политичка ситуација, доколку дел од државите од Западниот Балкан се интегрираат, а ние останеме надвор од тие интеграции, тоа ќе доведе до сериозни политички предизвици, кои истовремено ќе бидат и економски предизвици. Еве го гледаме сега проблемот со транспортерите. Мислам, сега да бевме во Европската Унија, за тоа прашање немаше да дискутираме. Баш кога зборувавте за Европска Унија, ми текна да транспортерите и сакав да ви го поставам пак последно прашање. Дали направивме доволно за да го
предвидиме овој проблем и да го решиме. Да, ние сме во неповолна позиција од аспект надвор сме од Европската унија, но дали малце потворна е дипломатијата во Македонија за да го предвиди и да го реши проблемот. Гледаме дека министр за транспорт излегува, дава изјави, но тоа се решава во Брисел и се седнува, се обезбедува министер за надворешни работи, вице-премиер за европски прашања кои што мора да го хендлаат до сега и да се создаде некоја Балканска алијанса, да се настапи како проблем и да се бара од Брисел да се отвори прашањето. Сепак тоа треба дипломатијата да го направи. Да, тоа е задача апсолутно на државата. Не знам, искрено немам информација, не зборувам за работи за кои што немам информации, но само го кажувам како проблем, еве конкретен проблем, што значи да бидете надвор од Европската унија. Во однос на Соединетите Американски држави, на Соединетите Американски држави прво ни се потребни во однос на националната безбедност. Сепак и со инвестирањето во одбраната на европските држави, јасно е дека Соединетите држави ќе останат најголемата не само воена сила во рамките на НАТО, туку веројатно и најголемата воена сила во светот. Тоа значи дека тие односи се стратешки, ние мораме заради нашата национална безбедност да ги негуваме овие односи. И второ, Соединетите Американски држави точно дека го дивертира, го пренасочија своето внимание кон Пацификот, меѓутоа тоа не значи дека изгубиле целосно интерес во регионот. Конкретно, ние како држава со сложена општествена структура, тука мислам пред се меѓуетничка, религиска и така натаму културна структура, Соединетите Американски држави треба да продолжиме, како што и досега, да ги гледаме и како еден фактор за помагање на внатрешната кохезија. Се разбира, наша е примерна одговорноста за градењето на внатрешната кохезија, но Соединетите Американски држави играле и мислам дека ќе продолжат да играат улога во градењето на внатрешната кохезија. Она што е многу важно е да не се ставаме самите во ситуација да правиме избори кога тоа од нас никој не го бара. Да бидеме под радарот во суштина, да не се мешаме и добро што не поканија во ново на Трамп што го бара, да требаше да се изјасниме за или против, вака под радарот да си бидеме. Најубаво е за мала држава како нас. Да, во такви турбулентни времиња треба да си ги бираме битките. Но исто тоа не сакам да се свати дека треба да бидеме пасивни. Значи, ако кажеме дека треба да бидете на некој начин под радарот во таков тип на конфликти, тоа подразбира да ги удвостручите напорите, буквално да ги удвостручите напорите за градењето на алијанси, на сојузништва за различни прашања. Например, со Соединетите Американски држави во областта на енергетиката, бидејќи тие доста се заинтересирани за тоа, така што не е само оваа безбедносната соработка и политичката, туку можеме да имаме и економска соработка, иако сосема е јасно, ако гледаме историски, па и очекувањата колку што имам слушано, дека Европската унија останува наш примерен економски партнер. Господа, ви благодарам што бевте дел од овој подкаст. Толку за денеска. Благодарам за поканата. Благодарам. Тоа беше се. Се надевам дека ви бевме интересни. Се надевам дека не гледате, ќе не гледате и во иднина. А од мене останува само да ви се заблагодарам што бевте и повторно со нас. А ние наредната епизода ќе ви донесеме нешто ново. Се надевам дека и тоа ќе биде интересно како и ова. Секое добро.